Македонија е во очекување дали оваа недела ќе го добие долго очекуваниот датум за почеток на пристапните преговори. Министерот за надворешни работи е во Брисел, денеска во Луксембург патува вице-премиерот Бујар Османи, утре се очекува да им се придружи и премиерот Зоран Заев во последен обид да се убедат европските партнери дека Македонија заслужува да го добие датумот за преговори. Кои се дилемите и резервите на Франција и кои се опциите што може да се очекува оваа недела? Разговараме со Марко Трошановски, директор на Институтот за демократија Societas Civilis. Трошановски, добар ден. Добар ден. Синоќа на амбасадорскиот состанок на земјите членки на Европската Унија не помина предлогот на Финска паралелно да иде таа нова методологија за преговори со добивањето на датум за преговори со Македонија и Албанија. Денеска веќе започна министерскиот состанок на министрите за надворешни работи на Европската Унија во Луксембург. Може ли денеска да се очекува некаква одлука без разлика позитивна, негативна или сепак ќе се чека до петок? Во секој случај ние мораме да почекаме до петок додека председателите премиери на држави не се сретнат, бидејќи без орден на тоа што ќе биде вклучено во документите во претходните фази од овој процес. Значи, вчера беше телото Корепер на постојаните представници кои што креира нацрт документ. Денеска министрите ќе разговараат по тие предлози во тој документ, но може некои да ги отфрлат и да ги заменат и да ги променат. И утре председателите и премиерите може исто така дополнително да ги променат, така да ништо не е изгубено. Неизвестност значи до петок е. Неизвестноста секако останува до крај, особено имајќи предвид дека француската политика е силно централизирана и концентрирана во функцијата на председателот на државата и без оглед на тоа што пониските ешалони има да кажат мислат или напишале, ситуацијата може да се промени на утрешната средба. Вие бевте пред 10 дена во застапувачка посета во Париз како представници на think tank организации. Прв пат се организираше една ваква посета во Париз и таму бевте запознаени со оваа нова методологија, ви беше спомената. Што таа содржи, што значи? Што бара Франција? Значи, новата методологија е се уште во развој, таа идеја, таа намера, таа грижа, да речем на некој начин, на Европската Унија, особено на Франција, и се уште не е детализирана. Значи, главните контури на таа методологија е дека поради негативното искуство со новите земји членки, оние во последниот бран на проширување кој што влегува, особено Бугарија и Германија, и искуството и Романија, се извинувам, и искуството на Унијата со Србија и Црна Гора и нивниот политички перформанс, иако имаат започнато преговори, кој што е доста проблематичен, потребна им е некоја нова методологија која што ќе осигура дека овие процеси на демократизација нема да бидат враќани назад, туку ќе се осигура дека ќе бидат одржливи и на долг рок, односно ќе се вкоренат во политичката култура, во институционалната рамка, во процесите политички на секоја земја и на земја членка и кандидат. И тоа би подразбирало методологија која што ќе обезбеди првенствено тоа и ќе се потпира на построги критериуми, поголемо присуство на мониторингот и посуштински акцент на односно поголем акцент на суштинските реформи кои што би требало да се направат на земјата, не само штеклирање на правни решенија или реформи донесени закони како што во голем дел беше сега. Така да тоа е интенцијата, тоа е таа нова методологија за која што се зборува, меѓутоа конкретните незини механизми, институционалната поставеност, операционализацијата незина, како таа ќе се спроведува, е прашање се уште на дебата внатре во Унијата и самата Франција, она што го увидовме од посетите таму, дека се уште нема јасна слика што навистина сака од тоа. Кои се контрааргументите за ваквите резерви на Франција? Значи, Франција има неколку резерви. Прво, како што го кажа, процесот на реверзибилност, односно дека веќе постигнат напредок може да се врати, што правиме со тоа. Потоа е делот на новата методологија, значи како тоа да го подобриме и дали ова методологија сега дава резултати. Наредна грижа е дека кога веќе еднаш ќе се започнат преговори, нема враќање назад и тоа е проблематично
за французите и последно е дека мора унијата прво внатрешно да се реформира, а потоа да се пристапи кон проширување, што е на некој начин сковано во фразата продлабочување пред проширување, кое што ја застапуваат француските официјални представници. Кои се контрааргументите? Значи, во делот на реверзибилност, Македонија не може да се стави секако во искош ниту со Албанија, уште помалку со Србија и Црна Гора, да не зборуваме за некои соседни земји членки и други членки на Европска унија кои што имаат сериозни проблеми во дел на владење на право, слобода на медиуми и да не редам понатаму. Така да Македонија не може да се стави во ист таков кош, а веќе и постоечката рамка на преговарање кои што имаат Србија и Црна Гора овозможува доколку ние започнеме преговори и да речеме по одредено поглавје покажеме застој или откако го затвориме, после некои години повторно се јави заробување на судството, да речеме, постои механизам каде што може повторно да биде отворено поглавието. Така да не знам во кои насоки ова нова методологија ќе ги засилува уште повеќе тие контролни механизми, меѓутоа тоа сега постои како методологија, иако еве ние и премиерот каже дека сме отворени и прифаќаме нова методологија. Третиот дел дека нема враќање назад, третата грижа која што има Франција, кога еднаш веќе ќе се почне, политички е проблематично да се запре некоја земја, а истовремено заговараат нова методологија во која што токму тоа би требало да биде најсилната алатка на унијата во на некој начин осигурување дека овие земји ќе функционираат како што треба. Така да и самата Франција, унијата очигледно е спремна да наметне поголема политичка енергија и контрола врз земјите и да ги санкционира, а истовремено тоа го изложува како нивна грижа, што е малце парадоксална позиција, морам да кажам. Така да но и на крај на краишта францускиот систем така е устроен што за кога ќе дое времето ние да станеме членки, мора тоа да се прифати на референдум. Исто така тоа е задолжителен на референдум во Франција, значи целата популација да каже оваа земја еве во ред заслужува. А исто така постои друг механизам кој што не е обрзувачки, но може да секогаш да биде применет, а тоа е трипетинско мнозинство во Сенатот и Представничкиот дом за земјата да добие зелено светло. Мислам дека поголема гаранција не може да има Франција како држава за тоа дали некоја земја може да ја каже да или не во некој по-недогледен период, да речеме од 10 години. Така да сите тие аргументи на некој начин се неодржави. Потоа моментот на продлабочување и проширување, нивната грижа, прво да се продлабочиме, потоа да се прошириме. Многу пати е тоа кажано и од наша страна и апсолутно е издржан аргументот дека процесот е најмала рака 10 години на преговарање во кој што унијата може да се реформира повеќе кратно и ако не успее да се реформира во тој период, мислам дека самата не заслужува да биде реформирана во период од една декада. Од тука само преку преговарањето земјите и отварањето на поглава земјите имаат развиваат капацитети да се трансформираат. Тука е таа трансформативна моќ на Европската унија која што им возможува и на процедурите во општеството да се кренат на ниво кој што ќе се согласи со Европската унија, ние да добиеме експертиза за поглавја од животна средина па се до земјоделие, јавната администрација и така натаму. Со тоа целиот регион се поврзува, ги зајакнува своите капацитети и е многу поспремен да се интегрира во некаква идна структура, дали ќе биде тоа Европа во повеќе брзини или така натаму, некоја идна структура на Европската унија, отколку да се остави на страна, па дури кога ќе заврши период на реформирање внатрешно унијата, да започне преговори. Значи, Трошановски, евентуално негативна одлука од страна на Европската унија, какво влијание ќе има врз регионот и врз расположението на македонските граѓани? Последиците од оваа одлука ќе бидат, ако е негативна, ќе бидат лоши, прилично лоши. И најнејасниот дел за мене е дека и сето тоа ќе биде против интересот на Франција всушност во регионот, но и самата визија на Макрон за Европа, европското единство и поголема компактност на самата унија. Што тоа ќе значи? Тоа ќе значи демотивација на
локалните политички елити, особено на на Македонија, која што направи многу жртви за да си отвори вратите кон европското семејство, ќе значи демотивација. Тоа ќе значи губење на угледот, кредибилитетот на унијата кај земјите, аспиранти, но исто така и намалување на поддршката кај јавноста, која што разбирливо ќе биде изфрустрирана, изневерена и со многу поголема недоверба ќе гледа понатаму на се што се ветува од страна на Европската унија, а не се испорачува. Трето, ќе има големо влијание врз регионалната стабилност од аспект дека негативна одлука целосно ги за Македонија и Албанија целосно ги дестимулира решавањето на билатералните спорови, особено меѓу Србија и Косово и проблемот на Република Српска, што е сериозен иден проблем билатерален, што може да го запали цел регион. Ако Македонија со промена на име и постигнати 2 договори за добрососедство и другите низа реформи спроведени внатрешно, не добие датум за преговори, зошто би била Србија мотивирана да го реши прашањето со Косово. Тоа е она здраворазумска логика која што секој политичар би ја имал на ум во случај на негативно сценарио. Понатаму ќе значи се разбира будење на повеќе на националистичките трендови во општеството што се ретроградни секогаш, речиси кои што немаат врска со европската идеја. Моменталниот модел на функционирање на Македонија е пример не само за регионот, туку и за Европа, како општество низ 3 декади на целосни турбуленции, војни во регионот, внатрешни конфликти, политички кризи и слично, сепак се покажа отпорно и успее да истрае во посветеноста кон некаков европски идеал и сон. Тоа е нешто што во другите земји го нема. Или немате функционални парламенти, речиси никаде во соседството, во опозицијата секаде е надвор, или целосно се игнорираат малцинските права во неколку соседни држави, што е сосема спротивно од европските вредности. Значи, целата светлина, што ја еманира македонскиот пример, целата позитивност, значи парадигматичност на нашиот случај, ќе биде срушена. Локалните движења во регионот кои што се залагаат за проевропски вредности ќе изгубат на кредибилитет повторно и на вредност. Така да по повеќе нивоа е катастрофална ќе биде таа одлука. Се надеваме дека ќе провода ваквото размислување кај европските партнери. Има ли сега опција за некакво си раздвојување со Албанија во овие 2-3 дена? Премиерот, албанскиот премиер, рече дека тој не ни очекува позитивна одлука. Добро, тоа е перцепција, дали ја гледате чашата полуполна или полупразна. Нашиот премиер е оптимист секогаш по природа. Да, таа опција постои, тоа се 3 сценарија, или да не добиеме ништо од некакво одложување, или да не развијат, или да одиме заедно во пакет со неколку услови. Најверојатната опција е да одиме заедно, со тоа што Македонија да започне преговори, со тоа што до следната меѓувладина конференција ќе се развива таа нова методологија, нешто како што беше финскиот предлог всушност, а за Албанија ќе има поставено уште ред услови кои што веројатно тешко ќе може да ги исполни до следната меѓувладина конференција и би значило продолжување уште повеќе на незината амбиција, одолговлекување на незината амбиција за започнување датум. Тоа е поверојатно сценарио. Раздвојувањето е помалку веројатно од причина што поголем е студирот на земји членки околу ова решение. Значи повеќе земји тука се за против одвојувањето. Додека во случајот со недавање датум на двете земји само Франција е издвоена со исклучок на Холандија тука, меѓутоа и таа покажува флексибилност. Све е во игра. Како што реков, значи последниот утрешен состанок, Макрон има поголеми и цели за остварување. Тука е европската заедничка одбрана, тука е зајакнување на кохезијата на Европската унија, тука е реформа на монетарната унија, тука се усогласување на правилата за азил кои што се различни во различни земји и прават големи проблеми со справување со миграција. И во сите тие преговори некаде на страна стои прашањето на проширување и Македонија, за кое што многу малку е запознаена француската јавност и општество. Тоа беше едно од главните искуства кои што ги имавме таму, речиси
не знаат политичарите што се случува во земјата, ја третираат како дел од еден регион, Балкан. Добро. Трошановски, ти благодарам што беше дел од студиото на Нова. Го слушнавме Марко Трошановски, директор на Институтот за демократија, со своите прогнози за за одлуката што се очекува да биде донесена до петок, дали Македонија ќе добие датум за почеток на пристапните преговори.